Во тема на денот, мој вечерашен гостин Александар Пандов, директорот на Управата за извршување санкции. Добро вечер. Добро вечер. Она случка од завчера, чинам, веќе вчера, на што според вас се должи? На што се должи? Се должи на кукавичлукот и на стравот кој што го имаат сега одредени затвореници, од притисокот кој што го имаат со промена на власт. Именно привилегиите кои што претходно ги имале, ги имаат изгубено сега. Зашто? Затоа што јас постапувам само по слово на законот. Односно, она што наложува законот и правилниците за работа на затворите, јас стрикно барам од директорите и од затворската полиција да го применуваат. Секој еден затвореник кој што го почитува словото на законот, секој еден затвореник кој што го почитува купниот ред, знае дека во мене има пријател. И обратно, оној кој што мисли дека е шериф таму и кој што мисли дека е негов затворот и може да прави што сака, е мој непријател. Во овие 9 месеци функционирање, веројатно сум стекнал одредени, неверојатно, него сигурно сум стекнал одредени непријатели кои што преку овој начин пораката која што е пратена е да ме заплашат мене, а да ја заплашат и на крајот од денот и владата. Вие немате дилема дека тоа е резултат на вашата работа, така? Не, немам никаква двојба, затоа што јас и од претходно имав, сега тоа се муабети, јас не сум имал стрикни докази, меѓутоа дека имало такви разговори, тоа конкретно околу палење, околу други и потешки кривични дела. Имале некакви закани овој период? Не директни, ама предупредувачки? Да, преку сознанија од затвореници, од вработени во затворите, дека одредени затвореници разговараат како мене да ми наштетат. Види, да бидеме на чисто, јас имам 50 и нешто години. На еден човек јас во животот лошо му немам направено, нити должен сум на некого. Ова не е атак на Александар Пандов. Ова е атак на директорот на Управата за извршување санкции. При тоа да напоменам дека јас сум како таков назначен од владата на Република Македонија и ова е доказ дека владата предводена од Христијан Мицкоски, онаа борба која што ја има започнато против корупцијата и криминалот, ги има заболено бандитине кои што се во затворите и надвор од затворите, зашто ова не е затвореник. Имате некој на кој конкретно се сомневате, да речеме? Имам одредени групи, одредени поединци поврзани со кој тип на криминал, да речеме? Да, со тоа што и вчера и денес имаше повеќе екипи од МВР, од обвинителство, од форензика, од се што треба да дојдат да направат увид. Јас нема да си дозволам сега да моите претпоставки јавно да ги споделувам, меѓутоа имам основано сомневање и на тие треба да им биде јасно дека се задолжиле многу кај мене и дека ако ми се докаже дека е некој од нив, дека до крајот на нивниот живот ќе плаќаат тој долг. Дека повторно ќе речам, нити ме уплашиле, нити педа мислам да се повлечам од ова. Нити јас, нити претседателот на влада Мицкоски. Меѓутоа, дека жестоко ќе биде одговорено на ова и на тие бандити и криминалци кои што го имаат направено ова и кои што мислат дека вака може да се однесуваат во Македонија, тоа така ќе биде. И дека само сум уште повеќе решен и уште поспремен да она што го правам до сега, да го правам и понатак. Тоа го поврзувате со оние ваши, барем оние јавни акции кои беа за сузбивање на дрога во затворите, телефони или нешто поголемо? Не е само тоа, Маријан, има
Сега јас не можам во детали да... Не барам детали, но... Така е. Меѓутоа, Сам да се обидам да Вие- лоцирам дали е Да. криминал подземје, дали има политика некаква или е нешто измеѓу. политика. Јас сум сепак политичар Не, на не, крајот. зборам од денот. мотивот нивни, дали Да. е. Кај нив е вие како затвореник може да го поминувате затворскиот период на еден или на друг начин. Ако вие го корумпирате системот, вие може да живеете во затворот буквално као и јас начекав таков систем, да во одредени затвори одредени затвореници беа шерифи, газди на затворите. Нема затворски полицаец кој што го немаа натепано, затвореник кој што го немаа натепано, рекетирано, лихви. Сега, тој комодитет го немаат тие затвореници. И секој еден кој што јас кога ќе дознам дека направил нешто против затворски полицаец или ги малтретира останатите затвореници, тој има одредени места каде што може да биде преместен и каде што, верувај ми, не е пријатно да бидеш сместен. Најопасните такви затвореници, односно кои што не сватија дека нема да биде како на Али Ахмети како до сега, дека е друга власт која што е стриктно решена да не биде корумпирана и до крај да се бори против таквиот начин на функционирање, не само во затворите и надвор од нив, тие првично се обидуваа со подкуп, доаѓаа разноразни емисари, нудеа пари. На вас лично? Да, за да подоцна... Ако не е тајна колкави суми, например, мислам. Па има од мислам. Со 4 нули. Да, со 4 нули се тоа. И има многу пари се вртат во затворите. И сега, трагедијата на ова, не се само тие виновни. Она што мене уште повеќе ме прави бесен. Некој корумпиран затворски полицаец му дал на некој таков затвореник телефон, за да тој може да се јави да го нараша ова што го направи. Тоа сега да ја прашам сега. И тоа ме прави, Тоа мислам, сега да прашам, значи не се чувствувате ли малку поразен, приказната дека они успеале од затвор да организираат парење на вашиот објект? А вие се обидувате да спречите шерифување нивно во затворите. Јас сум во... Испаѓа дека моќта нивна е сепак се уште моќна. Дека се уште имаат моќ. Дека сите нивни... Како е можно од затворот да ви го нарачаат тоа? Некој затворски полицаец им дал телефон. И преку тој телефон оние можеле да го нарачаат ова. Дека сите пипци на одредените кланови, на одредени бандити им се исечени, не се. Дека таа борба трае се уште, трае. И дека имаат они се уште моќ, дека имаат капитал. Јас, еве ќе си дозволам, одреден лик кој што сега се наоѓа во македонските затвори, за телефон во одреден затвор низ Македонија, има понудено 20.000 евра за телефон. Значи, вие за да понудите 20.000 евра треба да ги имате тие. Само за телефон да добиете. Сега, некој од вработените на тие искушенија одолеваат, некој не. Некои ги прифаќаат. И таа војна која што ги прифаќаат. Не верувам дека е од страв, меѓутоа таа војна која што е објавена против криминалот и корупцијата трае. Во војна вие добивате битки, во некоја битка ќе бидете удрен. Меѓутоа, пораката нивна е примена. Меѓутоа, ако они помислиле, ако им дошло на крај на памет, дека нешто мене ќе ме уплашат со ова, јас повторно ќе ти кажам, ми имаат направена само уште порешен, побесен да се борам до ова до крај. И тоа дека ни чекор нема да се повлечам тоа. Ова е многу сериозна порака. Значи, ние имавме до сега историјата палење возила на директори, неколку ово, но не стравувате дека може да се случи чекор поголем од ова, например. Влезете во автомобил и да летнете во воздух, например. Па сум помислил и на тоа, Маријан. Сега. Па и тоа е за луѓе на крајот од денот. Види,
Јас сум Само дека вие велите не се плашите, но не. се чувствувате ли прашањето е повеќе чувствувате ли сигурност од системот дека може да ве заштити на крајот од денот? Мене државата ме штити онолку што може да ме штити. Меѓутоа не постои начин, ако некои такви бандити се решиле вас да ве решат, како ќе 24/7 по 10 луѓе треба да стојат околу мене. Таков ризик постои. Меѓутоа јас сум бил свесен кога сум се нафатил на оваа функција да извршувам и со чиста свест тоа го правам. Дали постои такова? Да, не само што постои можност. Јас повторно ќе ти кажам, не е тие закани кои што сум ги слушал од одредени такви затвореници не биле насочени само кон палење на мојата куќа во Зелениково. Има и поозбилни закани, меѓутоа тоа е тоа. Па за убиство. За убиство. Добро, вие во Таквиќа не живеете подолго време, така претпоставувам. Како дознавте за инцидентот? Да, јас не сум таму веќе некои 4 години, меѓутоа претходно некои 6-7 години ја живеев. 365 дена во годината, 24/7 бев таму. И там мене ми е буквално втор дом. Не беше тоа викенд куќа во кој што цела покупнина која сум реновирал дома сум ја однел таму. Напротив, таа беше 2008-2009 година, темелно внатре изреновирана и беше во супер состојба. Јас дознав вчера околу 6 часот. За жал, она била запалена негдека околу 12-1. После никој не приметил? Многу е така поставена да комшиите лево десно не се таму. Без малку прв комшија имам на 200 метри, повторно ќе речам во рани утрински часови. Не се ни утрински, него ноќни часови. И во текот на денот поминувала некоја комшика таму и видела дека е изгорено фактички, пошто беа, сега не знам од снимките колку се гледа, изгорени беа, избиени, све стопено беше. Немавте некој систем за Не. Видеонадзор? Не. За да може да се утврди? Не, ама ке ги дознаеме. Изгорено е комплетно све од покуќата? Тоталка. Дури јас бев принуден денес, пошто после вчерашната објава на кратко едно видео има вставено на Facebook, имаше коментари да ме напуштена била таа, па тоа дека изгледаше како празна изгорена. Да, и јас бев изненаден кога видов, јас немав никогаш видено таков пожарен објект, дека до толку може се. Види. Индиции за начин на палење? Она што ме заболи реално е имам многу спомени со тој објект. Јас со децата таму ми имаат раснато, имам дружби поминато таму. Целата беше со фотографии, стари фотографии, кои што не можам веќе да ги вратам. Не е вадени само од дигитално, имав и такви, меѓутоа имав со моите родители, со сестра ми, Тоа отидоа. Индиции постојат, ти велам. И Министерството за внатрешни работи е ангажирано. Прашањето ми е повеќе дали е потрошено време, дали се користен бензин или нешто друго, или странично е палена на брзина. Тоа дали имате? Комодитетот кој што го имале, они имаат искршено веројатно од капија? Не, на приземјето има тераса која што имаше врати за излегување на таа, стаклото го имаат искршено, влезено, полиле со бензин веројатно и тоа е тоа, толку е. Добро, пред крајот само вие велите дека не се откажувате од она што го работите во оваа институција. Има ли подобрување? Имате ли во она што мислите дека го работите, да речеме, подобрување за состојбата од една страна во поглед на она што го зборуваме и од друга страна подобрување на условите на затворениците, она што го бара Европа цело време? Има повеќе работи кои што една работа да издвојам. Јас во месециве наназад имаме интервентна единица и таа интервентна единица постојано оди претреси прави. Да речеме, минатата недела прв пат се случи,
имаме 12 затвори и во различни затвори одат да прават претрес во затворот во Битола. И при тоа кога одат они да прават претрес, никој не знае, нити директорот, нити заповедникот, никој. Јас се слушам со командирот на единицата и му кажувам каде да оди. Не најдува ниту еден телефон. За жал, во одредени затвори, сега ајде да не ги именувам, и понатака над 50% мислам дека од затворениците имаат телефони. До што е веројатно до системот. До системот и тоа како некои таму функционираат во тој систем и веројатно директорот на овој затвор и затворската полиција и луѓето од ресоциализација си ја сватиле работата како што треба и ја тераат. Инаку вчера не може веќе 4-5 дена ја носев и ја тестирав. Денови се во прашање, алките ќе бидат ставени во функција и тоа е голема работа околу растретување на затворите, затоа што во моментов имаме затвори каде што 110, 120, 130% од капацитетот е пополнет. Оптимист сум дека до крајот на годината ќе завршиме се за да почне изградба на втората фаза на затворот Идризово, при што и самиот капацитет на легла ќе се зголеми и квалитетот на сместување на затворениците. Пред неколку дена го завршивме, работната група заврши со законот за имаме нов направен закон за пробација и константно тоа со одреден број на невладени организации со Совет на Европа помагаат околу промоција на пробацијата. Имавме советување минатата недела во Скопје и оваа недела имавме во Скопје. Наредниот месец во Струмица и во Охрид ќе имаме со судии и со обвинители. Значи ќе имаме прилика и во Да, се работи, верувај ми, буквално јас 24/7 сум посветен на оваа функција и се правам да го подобриме ние затворскиот систем, да не биде ваков каков што е. Повторно ќе речам, ќе се случуваат можеби вакви несакани работи, меѓутоа кај мене барем, а те уверувам нити кај премиерот, нити кај министерот за внатрешни работи не постои нити секунда двоумење дали ние треба да застанеме и да продолжиме. Благодарам за ова гостување, мој вечерашен гостин Александар Пандов.